Она што ви го кажал е поврзано најпрви со минатата една година во делот на економијата. Република Македонија, како и најголемиот дел од државите во светот, како и сите држави во Европа, се соочи со исклучително тешка година. Година која што во светот беше прогласена за најголема светска економска криза во последните 80 години. 2007 и 2008 година беа две години, едната најсилна економска година досега по сите параметри во Република Македонија, втора поред најсилна во историјата на Република Македонија во однос на остварувањата во економијата. Еве ќе објаснам изошто. 2007 година достигнавме раст на економијата од речиси 6%, како што беше планирано, значи прецизно кажано 5,9%, што никогаш претходно во историјата на државата не беше забележан таков раст. Највисокиот раст претходно беше во 2000 година, кога имавме раст од 4,6%. Пред тоа и потоа никогаш немавме раст од приближно 6%. Овие економски трендови ни дадоа храброст да почнеме со зголемување на платите во јавниот сектор, што секако влијае и на притисок на приватниот сектор, така да два пати поред платите во јавниот сектор после долги години ги зголемивме на два пати по 10% и во 2007 и во 2008 година, иако тоа го немавме ветено претходно на изборите. Исто така, како што напомена еден од тукашните присутни, почнавме со зголемување на пензиите на пензионерите и досега, во овие 3,5 години, пензиите ги зголемивме во просек за 30%. Веќе во 2007 година Македонија беше прогласена за четврти најдобар реформатор во светот од истата институција, во 2008 за 18 најдобар во светот, а во 2009 и покрај многуте проблеми во економијата заради кризата, бевме трет најдобар реформатор во светот. Според Светската банка, односно според рангирањето што еднаш годишно го врши на сите држави. И на генералната листа се помрднавме од 96-то место, што бевме во 2006 на 32 во 2009 година, веднаш после Франција и Холандија, кои што се на 30 и 31 место. Сето ова помогна во дополнително охрабрување на инвеститорите, како домашни, така и странски, и како сплет на многу околности и на многу преземени дејства, имавме мощни успешни 2007 и 2008 година. Како што кажав, и сега ќе се вратам на оној главниот дел, кој што е во последните година и пол, ние се сочивме во октомври 2008 година со влезот на кризата и во Македонија. Значи, како со нож беше пресечен растот, кој што го имавме претходно, и владата беше принудена брзо да премине од развојни политики во антикризни мерки. И како што знаете, превзедовме 3 пакета на антикризни мерки со кои што се обидовме да ја ублажиме кризата. Имаше многу проекти кои што во делот на 2009 година моравме да ги забавиме на пократко или на подолго. Меѓутоа имаше еден проект кој што цврсто одлучивме да не го ниту забавуваме, ниту одложуваме, ниту откажуваме, а тоа беше проектот поврзан со поддршка на земјоделието. Денеска гледам има многу вака меракли политичари да посетат некое село и да искритикуваат нешто за земјоделието. Но јас ќе ви кажам една работа. Во 2006 година, кога дојдовме во владата, видовме дека за земјоделието, за субвенции, за поддршка, директна поддршка на земјоделците, одвоени се едва и 5,5 милиони евра, од кои што добар дел беа за некои студии, кои што или никој не може да ги најде, или никој не знае да ги разбере. Студии заради студии, за некој да му платат нешто. 2006 година, кога бевме на избори, ветивме во програмата и во сите јавни настапи, дека до крајот на нашиот мандат гарантираме дека ќе дојдеме до годишна субвенција од 20 милиони евра. Значи тогаш беше 5,5, ветивме 20. Кога влеговме во владата, кога ги видовме можностите, но и кога ги видовме проблемите на земјоделците, одлучивме не до 4-та година на мандатот, туку до 4-тиот месец на нашиот мандат, да дојдеме до 20 милиони евра директна поддршка на македонското земјоделие. До декември 2006. Веќе следната година,
Инвестиравме во субвенции и директна помош на земјоделците нови 25 милиони евра. Тоа беше 2007. Во 2008 инвестиравме нови 45 милиони евра. Споредете и со овие 5,5. 2009 година инвестиравме нови 70 милиони евра до евро во македонското земјоделие на илјадници македонски земјоделски производители. 2010 година, како што ветивме во програмата на изборите во 2008, планирани и програмирани точно 100 милиони евра подршка за македонскиот земјоделец. Една од политиките која што исто така не застанавме, ниту имаме намера да застанеме, и во кризно и во некризно време, е политиката на борбата против криминалот и корупцијата. 2006 година, кога дојдовме на власт, во изборите кажавме дека ќе бидеме влада која што нема никого да амнестира и која што ќе се бори неселективно против криминалот и корупцијата, која што ќе се бори силно и со далеку посилен интензитет од колку било која претходна друга влада. Тоа ветување почнавме да го остваруваме и со паролата која што ја ветивме дека кој ќе се фати, тој ќе си плати. Независно кој стои зад него или од која партија доаѓа. И не случајно на сите наши трибини, митинзи и така натаму, отворено зборува и го кажувам тоа, дека тој што ќе се замеша во криминал, независно од каде и дали припаѓа од СДСМ или од ВМРО ДПМН, нека не очекува некаква заштита, затоа што почнеме ли така, ќе однесеме повторно државата во амбис, како што беше до 2006 година. Во делот на здравството, сектор кој што е еден од најтешките за реформирање, затоа што е многу сензитивен, затоа што веднаш има реакции што и да питнете да реформирате, и затоа што таму се наместила очигледно во изминатиот период една добра структура, која што со не многу чисти методи се обидувала и успевала да заработи. Во овој дел воведовме за почеток DRG методологија за пресметување на сите финансиски работи внатре во болниците, јавните здравствени установи и нивниот однос со Фондот за здравство. Втора крупна работа што ја направивме, освен она што дадовме здравствено осигурување за сите граѓани и оние кои што дотогаш немаа право на здравствено осигурување, е набавка на огромен дел на опрема за јавните здравствени установи во Република Македонија. Минатата и оваа година набавуваме опрема во износ помеѓу 90 и 100 милиони евра. Еден дел од таа набавка, како што видовте пред 2 недели веќе министерот за здравство подпиша договори во износ од 69 милиони евра. Другиот дел го набавивме минатата година во износ од 5 милиони евра. Преостанува во текот на оваа година да го завршиме набавувањето на апаратура и опрема за градската болница во Скопје 8 септември, поранешна воена болница, во еден дел, бидејќи еден дел веќе го набавивме, односно е во овој договор 69 милиона, така што треба наскоро да стигне. Така што се заедно, овие 5 милиони од лани и овие остатокот од оваа година, ќе стигнеме некаде помеѓу 90 и 100 милиони евра инвестиции само во опрема и во апарати за здравството. Втора крупна инвестиција што ја планираме и што ќе започне некаде од мај месец оваа година и за која што веќе постигнавме согласност со Банката за развој при Советот на Европа, е инвестицијата за реконструкција на јавните здравствени установи во Република Македонија. Се договоривме со Банката за развој при Советот на Европа по исклучително поволни услови да започнеме една крупна инвестиција во износ од 100 милиони евра во реконструкција на јавните здравствени установи во наредните 2,5 години, почнувајќи од мај, дел по дел. Во мај ќе почнат околу 4 јавни здравствени установи, па во август други и така натаму. Поголемиот дел од оние што не се реконструирани да се реконструираат. И конечно една важна мерка што сега ја почнавме да ја пилотираме, значи почнавме да вршиме тестирање, и тоа ќе трае до средината на оваа година, е воведувањето на правилото плаќање по учинок на лекарите и медицинскиот персонал. Зошто го правиме ова?